Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија вчера со одлична вест ги израдуваа стоматолозите. Капитацијата која изнесуваше 35 денари по пациент од 1 јануари 2016 се зголемува за 14%. Ова е само една од мерките спроведени преку одличната соработка која стоматолозите ја имаат со институциите, а важноста од истата беше нагласена денес на одбележувањето на 20 годишнината од формирањето на Стоматолошката комора на Македонија. Директорот на Фондот за здравствено осигурување посочи дека од оваа мерка бенефит ќе имаат пациентите од 963 стоматолошки ординации кои имаат склучено договор со Фондот за здравство. Заклучивме дека има потреба од дополнително подобрување на условите во кои работат матичните стоматолози и токму затоа во изготвувањето на новите анекси на договорите за 2016 година ги направивме во насока на поддршка на владината политика за релаксирање на казнената политика и за намалување на договорните казни. Истовремено фондот овие измени ги направи со цел максимално да се олесни секојдневното работење на нашите колеги матичните стоматолози. Директорот Стефановски потенцира дека грижата за пациентите и помошта за стоматолозите продолжува и потсети на други мерки спроведени во оваа насока. Дополнително, во соработка со Министерството за здравство и Министерството за финансии направивме зголемување на платите на специјалистите стоматолози што работат во стоматолошкиот клинички центар за околу 20%, со што се изедначија со нивните колеги специјалисти на останатите клиники. Истовремено, овај јубилеј е добра можност да се подсетиме на неколку од проектите што ги реализиравме, а кои се однесуваат на стоматолошката дејност. Во договорите за општа стоматологија вметнавме флексибилен пристап со коим се овозможува на стоматолозите покрај примарната здравствена заштита да пружаат специјалистички услуги кои се надвор услугите кои што ги покрива Фондот за здравство кај специјалистите стоматолози. За специјалистите овозможивме картален начин на фактурирање, односно дадовме можност самите специјалисти да си го одредат обемот на работа по квартали. Со последните измени во делот на лекови направени се корекции во индикациите на лекови, што може да ги препишат избраните стоматолози. Направивме бројни реформи со кои значајно ги олеснивме процедурите, а воведовме електронска комуникација со стоматолозите, што представува значајна заштеда од нивните ресурси. Стоматолозите оваа мерка ја прифатија со огромно задоволство и искажаа благодарност до надлежните институции. Голема благодарност до Министерството за здравство, секако и до Фондот за здравство и до сите оние институции кои што придонесоа за зголемување на капитациониот бод за стоматолозите. Веќе долго време очекуваме една ваква реализација. Ова е повеќе годишно барање на сите колеги стоматолози, така да навистина представува еден значајен исчекор во унапредување на стоматолошката дејност и помош за стоматолошката фела. Директорот на Стоматолошката комора на свеченото одбележување на јубилеот им се заблагодари на сите заслужни за постоењето и работата на комората и на сите оние кои ги штитат интересите на докторите по дентална медицина. На прославата на овој јубилеј присуствуваа министерот за финансии Зоран Ставревски и министерот за здравство Никола Тодоров.